Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме баскиско пилешко. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 500 грама ориз, 2 големи парчиња пилешки гради, 1 лажица шафран, 1 лажица црвен пипер, 6 лажици маслинки, 1 сув колбас, 2 портокала, 2 главици црвен кромит, 3 чешниња лук, 1 коцка за пилешка супа, вода, сол и бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пржење и делимано ростер. Време е за сечкање. Исечкајте ги различните состојки на парчиња за да бидат спремни да ги измешаме со оризот подоцна. Ѕвезди на рецептот се токму овие состојки и затоа треба да им овозможиме да блеснат. Кромидот, лукот, колбасот, парчињата портокал и на крајот пилешките гради. Правењето на ова јадење ќе го почнеме во една тава и подоцна ќе го ставиме во друга тава да се испече. Пропржете го кромидот и лукот во маслиново масло. Додадете малку сол за да не изгорат. Немојте да ставате премногу сол, затоа што колбасот и маслинките јадењето ќе го збогатат со своите вкусови. Ставете го колбасот во тавата на почетокот од подготовката за да почне да ги испушта своите масла и вкусови. Ставете ги и парчињата пилешко и продолжете да мешате. Исто и за чините. Црвениот бибер и шафранот му даваат боја и вкус на рецептот. Тоа се типични шпански вкусови и бои. Ставете ги и маслинките, а потоа и парчињата портокал и продолжете да мешате. На крај ставете го оризот одозгора и убаво промешајте ги сите состојки. Јадењето ќе го готвиме во делимано ростерот. Ќе го печеме во рерна покриено со фолија. Сите состојки од делимано тавата за пржење префрлете ги во делимано ростерот. Одозгора издробете една коцка за пилешка супа и прелите со доволно вода за да се покрие 80 до 90% од оризот. Покрите го јадењето со фолија и спремни сме за печење. Печете во рерна со вентилатор на температура од 160 степени 45 минути, додека оризот да се сготви и состојките да ја впијат водата. Сервирајте го јадењето на средината од масата за сите да се послужат. Како прилог, одличен би бил добар селски леб. Овде ставаме уште малку парчиња портокал како гарнир. Не плашете се да пробате комбинации од овошје и месо. Шпанците се познати по портокалите, а спојот на овие состојки е добитна комбинација. Ако можете на јадењето да му додадете и домати сушени на сонце и печени пиперки, тоа ќе му даде дополнителен интензитет и боја. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!